Денес со пригодна свеченост се одбележа стартот на производство во компанијата Cranfield Foundry во индустриската зона Неокази кај Пробиштип. Се работи за компанија за производство и обработка на одлеаноци од сиво и недуларно железо. Проектот започна во 2014 година и до денес резултира со вложени над 17 милиони евра и најава за уште 20 милиони дополнителни вложувања, со 58 вработувања досега и најава за нови 250 работни места. Оваа компанија ќе значи голем импулс за развој на локалната и регионалната економија, но и ќе влијае врз порастот на платите, вели градоначалникот на Пробиштип. Во делот на економскиот аспект значи многу, не само за вработувањата тука, веќе на пробна фаза се ангажирани околу 60 лица, кои што 90% се наши сограѓани, и тоа како градоначалник ме радува, но и најавата дека 2020 првиот квартал, веќе првите месеци ќе има уште толку наши сограѓани ангажирани. Ова е можност за да се вработат пред се и инженерскиот стручниот кадар, но и вработени во делот на погоните, пред се значи конкурентност на работна рака која што ќе ги покачи платите во сите сектори. Од самиот старт овој проект го следи загриженоста пред се на локалното население од можните штетни последици на овој вид на индустрија врз животната средина. За сега нема реална еколошка опасност, вели градоначалникот на Пробиштип, но будно ќе ја следиме состојбата со отпочнувањето на наредните фази во производството. Сметам дека периодот кој што ни следи, тоа пред се треба Cranfield да биде иницијатор, да има низа на разговори, на организација, на трибини, на средби со населението, да се објасни дали Cranfield Foundry ќе загадува или како што нас не убедуваат како општина дека ќе се користат исклучиво електричните печки за да се добиваат овие одлеаници, односно готови производи, дека нема да има загадување. Сакам да потенцирам дека фазите кои што Cranfield ги има во своите планови станува збор за фаза 1 која што сме денеска овде присутни, меѓутоа втора фаза и трета фаза, можеби тука се тие пострашни најави за нашето население. И премиерот Зоран Заев е убеден дека жителите од регионот не треба да се грижат дека ќе има штетни последици од работата на Cranfield Foundry. Cranfield Foundry е компанија за производство и обработка на одлеаноци од сиво и нодуларно железо, кој употребува исклучително само електрична енергија. Во процесот на работа строго е забрането употреба на сировини кои содржат штетни материи, за да може да се испорача производ кој ги задоволува сите стандарди за квалитет, безбедност и заштита на животната средина. Врвен приоритет на Cranfield Foundry е здравјето, безбедноста и благосостојбата на своите вработени и сите жители на општина Пробиштип и комплетната околина. Дариус Джуба, извршен менаџер на Cranfield Foundry, вели дека од самиот старт на реализација на овој голем проект, оваа компанија интензивно соработува со домашните производители, а соработката ќе продолжи понатаму. Beside the foundry, which is built of around 8,000 square meters, Покрај лерницата, која е изградена на 8.000 метри квадратни, во соработка со МЕПСО, Cranfield Foundry исто така и изгради трафостаница која што е тука и далновод во должина од 1,7 километри. Со гордост можеме да кажеме дека го сторивме тоа користејќи материјали и услуги набавени локално секогаш кога тоа беше можно. Еден од приоритетите на инвесторот и менаџментскиот тим на Cranfield Foundry е да се снабдува од домашни компании, бидејќи веруваме дека тоа ја прави националната економија посилна, што пак ни помага на сите нас. Оваа компанија која е на самиот европски врв во производството и обработка на одлеаноци од железо за потребите на градежната, земјоделската и хидроинсталацијската индустрија е посебно значајна затоа што не е трудоинтензивна и е извозно ориентирана, изјави денес министерот за економија. Не можеме да очекуваме дека во иднина ќе се најдат работници кои што ќе работат за ниски плати, 9, 10, 12, бидејќи минималната е сега 14.500 денара, али и не е тоа само прашање на законот, него тоа е прашање и на реалниот пазар на трудот, бидејќи кога ќе разговарате со стопанствениците, гледате дека и нема работна рака. Знаете, не можеме ние да очекуваме со мали плати да ги задржиме младите луѓе во нашата држава. На денешното свечено одбележување на стартот на работа на оваа странска инвестиција,
Присуствуваше и пратеникот Емил Димитриев од ВМРО ДПМН, кој истакна дека Cranfield Foundry е инвестиција која е резултат на заложбите на претходната влада, која создаде услови за работа и на други компании, странски и домашни, во индустриската зона Неоказика и Пробиштип, каде засега единствен капацитет е Cranfield Foundry. 2016 година кога го стававме камен темелникот, во тој момент имавме средба и со други потенцијални инвеститори кои што беа заинтересирани да инвестираат во оваа зона. Меѓутоа, за мое жалење и жалење на граѓаните, од тие инвестиции се уште нема ништо. Мислам дека лошата атмосфера во државата, лошиот начин на комуникација со потенцијалните инвеститори ги одвреќа.